Останатите содржини се нешто што веќе го најавивме. Дали сте за влез во Европска унија? Можеби ќе ве зачуди, меѓутоа процентот на граѓани кои што сакаат да влезат во Европска унија останува ист, 62% веќе неколку години. Деталите за ова не ги носи колегата Никола Станков, кој што утринава повторно не дружи надвор од студиото. Никола, повели со твојот соговорник една интересна анализа околу тоа кој гледа во влезот во Европска унија напредок и развој за нашата земја. Повели. Така, Елена, се чини дека бесконечниот пат кон Европската унија доведе некако до стагнација на бројките, барем така вели истражувањето на Институтот за демократија Societas Civilis од Скопје, кој преку теренско истражување во текот на месец декември минатата година ги открива, односно ги испитува перцепциите на граѓаните и за пристапниот процес кон Европската унија, но и за влијанието на геополитичките текови врз јавното мислење кај нас во смисла на изборите кои беа во Соединетите Американски држави и влијанието на САД тука. Ова утро зборуваме со Ана Марија Велиновска од ИДСЦ, која подробно ќе не однесе низ резултатите кои беа добиени во анкетата. Добро утро, Ана Марија, благодарам што си ова утро со нас, да ни кажеш како и што се успеавме да дознаеме од вашето истражување. И еве првото прашање нека биде како изгледаше демографијата и колкава бројка на испитаници беа опфатени во истражувањето на ИДСЦ. Ти благодарам, Никола, а ве благодарам на поканата. Се работи за истражување направено, теренско истражување направено во период од крајот на октомври до почеток на декември на 1056 испитаници. Примерокот е изработен од страна на Државниот завод за статистика и истражувањето го следиме низ неколку демографски категории, пред се пол и возраст, меѓутоа и различни етникуми, политичка афилијација, региони, образование и примање. Така. Ова е еден процес во кој влезе на државата во однос на зачленувањето на Европската унија и можам да кажам и заглавена долго време, долги децении на чекање. Направени беа многу отстапки од македонска страна, вклучувајќи името, други некои политички промени. Какво е сега јавното мислење кај обичните граѓани, јавната поддршка за пристапниот процес кон Европската унија и во најавата од студиото кажаа дека некако бројката стагнира и сега изнесува 62% поддршка. Тоа е за околу 20% помалку во според 18 години, ако не грешам. Да, значи оваа година за прв пат после неколку години имаме стагнација во перцепцијата на граѓаните за членство во Европската унија. Оваа година процентот на поддршка на граѓани кои што би гласале за членство доколку би се одржал референдум следна недела е 62%. За прв пат започнавме да го правиме ова истражување во 2014 година, кога бројката беше 80%, значи би кажале дека имаме некаде скоро пат околу 20%. До изминатата година бројката постепено паѓаше, а оваа година имаме пораст од 2%, значи од 60 на 62% во 2024 година. Меѓутоа тоа не е некој значаен пораст за да кажеме дека во година повторно би растал процентот на поддршка, бидејќи влегува и во таа статистичка грешка, така што би рекле сега за сега дека поддршката е прилично стабилна. Како граѓаните и покрај сите овие препреки предизвици кои што ги имавме на патот кон Европската унија, се уште, значи повеќе од мнозинството се за членство во Европската унија. Тоа го следиме низ неколку прашања и одговорите ни покажуваат дека граѓаните во Европската унија пред се гледаат некој вид на економски спас. Поточно сметаат дека Европската унија е неопходна за подобрување на економијата, за подобрување на квалитетот на живот, за намалување на невработеноста, а потоа ги пресметуваат некои други утилитарни вредности или прашања како намалување на корупцијата, владење на право и така натаму. Така што пред се би рекла дека за разлика од западните земји каде што Европската унија се гледа повеќе како идентитетски проект, тука се уште гледаме како начин како да се реформираме и како да го подобриме целокупното општество, додека пак граѓаните кои што гласале на ова истражување се изразиле дека се против или не би гласале на тој хипотетички референдум, пред се како причина споменуваат загуба на националниот суверенитет,
некои дури го споменуваат и протестот поради промената на уставното име, или пак тоа дека Европската унија во оваа форма и начин на кој што функционира нема повеќе смисла или дека не сака. Интересна е, можеби, она тенденција која се забележува во вашето истражување се однесува на возрастните групи. Највоздржани, или да речам, не песимисти, ама сепак нека биде највоздржани, остануваат најмладите испитаници и највозрастните. Каква е оваа сегментација во овој дел? Што увидовте ви? Да, тоа е точно. Значи највоздржани, најскептични ги викаме ние, евроскептични се најмладите од 18 до 24 години и највозрастните над 65 години. Всушност, третина од младите не би гласале на тој референдум или би гласале против, додека пак 40% од највозрастната генерација над 65 години би гласале, не би гласале или би гласале против. Има повеќе причини. Јас искрено би рекла дека младите се најевроскептични, бидејќи ние сме во процесот веќе 20 години и таа возрастна категорија веќе и не спаѓа нели во тој временски опсек, така што тие цел свој живот се во тој процес и не гледаат некакви видливи резултати. Меѓутоа, кај најмладите е и фактот дека тие веќе ја живеат, ја учат, ја работат во таа Европа и не ја гледаат Европската унија како некоја нужност за подобрување на нивниот веројатно економски квалитет и квалитет на живот. Додека кај најстарите верувам дека се станува збор за пред се стравот дека ќе се загуби националниот идентитет, меѓутоа можеби некоја носталгија за некои времења во кои што порано живееле, меѓутоа и тие се оние кои што го виделе процесот во сите своји форми и со сите своји предизвици и верувам дека разочарувањето тука е уште поголемо. Да, се чини дека констатацијата дека Европската унија ги разочарува очекувањата на граѓаните не е само паушална, туку тоа се гледа низ бројки од 2014 до сега, како што се бележи, има пат од 20%, како што кажавме на почетокот. Вие ги правите овие истражувања долго време, како очекувате да продолжи трендот кога се бројките во прашање? Значи, сега за сега би очекувале дека можеби би бил стабилен или би продолжил да паѓа, доколку нема некаков значаен исчекор во процесот. Нормално е доколку се случи нешто позитивно, веројатно би граѓаните би мислеле малце позитивно за процесот, меѓутоа сега од оваа перспектива, поради тоа што не веруваме дека набрзо, барем не во следната една година, дека дојде следното истражување, би се случил некој голем исчекор, не веруваме дека би имало некое значајно поместување. Значи, како што кажав, во последните 3-4 години поддршката се движи околу 60%, така што според мене така и ќе остане во наредните години. Дали во вашето истражување беше опфатено и прашањето за потребата од уставниве измени во насока на пристапување, односно придвижување на тој исчекор, и какви беа ставовите на испитаниците по односно ова прашање? Дали за нив е оправдан таквиот чекор ако е цената почеток на членство кон Европската унија? Да, го опфативме во тоа прашање во насока на кои чекори сметате дека државата треба да ги направи следно. Само 20% од граѓаните сметаат дека треба да се направат уставните измени кои што се неопходни за продолжување со процесот. Тука имаме значајни разлики, на почетокот споменавме демографски категории, имаме значајни разлики помеѓу етнички македонци и етнички албанци. Само 9% од етничките македонци, испитаници на ова истражување, би се согласиле за уставни измени, додека кај етничките албанци тој процент е доста повисок, 47%, значи нешто помалце од мнозинството. Така што тука за прв пат ги согледуваме тие разлики најзначајни помеѓу различните етникуми. Оваа бројка од 20% е намалена од 2023 година, од 24 на 20%. Не е некој голем пат, меѓутоа сепак паѓа, паѓа и од перцепцијата на граѓаните ништо да не се направи, од 29 на 24%. На сметка на порас на желбата на граѓаните се промени преговарачката рамка, поточно се промени тој француски предлог со кој што беше подоцна вметнат во преговарачката рамка. Значи, се повеќе граѓаните сметаат дека треба во таа насока да се развива политиката кон Европската унија. Дел од истражувањето, особено по избориве минатата
минатата година во САД и промената на власта таму, дел од истражувањето ваше беше и перцепцијата за влијанието на Соединетите Американски држави во Македонија тука. Она што се бележи за разлика од 2023 година е дека граѓаните перцепираат пат од 20% кога е во прашање влијанието на САД тука. Ајде малку подетално и за овие бројки. Да, имаме едно прашање кое што веќе од 2018 година го следиме. На тоа прашање ги прашуваме граѓаните кои сметаат дека надвршен фактор со најголемо влијание. Традиционално секоја година Соединетите Американски држави се први на оваа табела. Во 2023 година процентот на граѓаните кои што сметале дека Соединетите Американски држави најмногу влијаат во државата бил 60%. Оваа година имаме значаен пат, 41%, на сметка на пораст на перцепцијата на граѓаните дека Европската унија има најголемо влијание. Тука би напоменала дека истражувањето не е правено по изборите во Америка, е правено значи за време на изборите во Америка, така што не би можеле да кажеме со сигурност дека тоа влијаело врз формирање на таа перцепција, меѓутоа можеби непредвидливоста за време на изборите во Америка, како и фактот што изминатата година немаше некоја значајна особена соработка со Соединетите Американски држави, посебно од страна на изминатата влада, може придонело кон формирање на оваа перцепција. Како во иднина тоа ќе се рефлектира, не знаеме, бидејќи сега во јавниот дискурс очигледно е дека се зборува доста за соработката помеѓу новата влада со Соединетите Американски држави, така што тоа можеби би влијаело врз формирање на некоја подобра перцепција во иднина на следното истражување. Меѓутоа, за оваа година, за 2024 година, Европската унија се доближува до маргините на Соединетите Американски држави. 39% од граѓаните сметаат дека Европската унија била фактор со најголемо влијание. Тука би додала дека не само на ова прашање и на другите прашања со кои што го мериме така наречениот кредибилитет на Европската унија, како прашањата за најголем сојузник, донатор, економски партнер, Европската унија е високо позиционирана, поточно на сите овие прашања најмногу граѓаните истакнуваат Европската унија како фактор кој што влија во сите овие сфери. Така, ова истражување беше презентирано на јавен настан каде што учество зема покрај јавност и медиумите и останати чинители во државата. Како ним им се чинеа овие бројки и какви беа коментарите во однос на добиените резултати? Да, имавме представници од парламентот и од владата. Овие бројки, мислам, сите го препознаваат евроскептицизмот кој што се јавува поради долгиот период во процесот, така што тоа беше заеднички став на сите коментатори на овој јавен настан. Тоа што е интересно во ова истражување и што го забележуваме и кога зборуваме со државни институции и со чинители на власта или на опозицијата, е тоа што кога се збори за напредокот на земјата во Европската унија, има еден интересен податок кога власта која што ја поддржувате кога партијата која што поддржувате е на власт, тогаш сметате дека има напредок, а кога сте во опозиција сметате дека нема напредок. И тоа е доста парадоксално и го гледаме во истражувањето. Во 2023 година поддржувачите на Социјалдемократскиот сојуз рекле дека има огромен напредок. Во 2024 година спротивно 60% велат дека нема напредок и истото е случај кај поддржувачите на ВМРО ДПМН, за кој што во 2023 година немало напредок, а во 2024 година имало огромен напредок. Се чини дека веројатно перцепцијата се менува во зависност од тоа од која страна на оградата ни Линденска се гледа состојбата. Она што сакав да го прашам на крајот е делумно на темава, но се однесува на вашава работа во однос на истражување анкети. Поделеноста ја споменавте и вие, јасна е. Она што ме интересира колку е тешко да се денеска направи анкета со оглед на големата иселеност од државата и во некои региони. Вие ги работите анкетите по региони, па колкав предизвик е да се обезбедат релевантни анкетирани лица со оглед на тоа што сведочиме на вистина еден тренд на иселување од државата?
Да, најважно во овие анкети е да има добри анкетари кои што се спремни да излезат на терен и да ги направат анкетите. Мислам дека има соодветни агенции кои што прилично добро се знаат работата околу покривање на доволен број на граѓани. Е најважно анкетите да бидат репрезентативни по сите овие категории кои што ги споменавме, меѓутоа секако дека некои предели, некои региони во државата се помалку застапени поради тоа што има помалку луѓе кои што живеат во нив, така што тоа за жал е една несрекна ситуација со која што се соочува цела држава, а сепак најголемата популација живее во главниот град и во општините тука. Исто така, еве, до крајот на годинава не очекуваат и локални избори кои ќе се одржуваат во нашава земја. Дали потоа ќе ево план да се прави некои истражување или ќе се остави за до година? Кога е следната рекапитулација на мислењето на граѓаните? Да, кон крајот на оваа година повторно ќе го направиме истото истражување како изминатата година, така што резултатите би ги очекувале некаде или до крајот или на почетокот следната година, што ќе ни овозможи повторно да видиме ситуацијата со евроинтегративниот пат, меѓутоа и со сите други актуелни политички случувања, бидејќи согласно годината во која што се наоѓаме, вметнуваме прашања кои што го рефлектираат политичкиот контекст, па така ќе биде и оваа година, така што следните резултати веројатно очекувајте ги кон почетокот на следна година. Благодарам, Никола. Тоа е за сега се од теренот, доколку нема други прашања, се чини дека евроскептицизамот за сега барем стагнира, но дали ќе продолжи тоа да биде така, како што каже и мојата соговорничка Ана Марија, ќе дознаеме некаде кон крај на година. Студио? Никола, те слушаме, ти благодариме за ова вклучување, за сите овие информации кои што ги добивме и се надевам дека конечно ќе имаме прилика за влез во таа толку посакувана Европска Унија, во која што пред се младите луѓе ќе напредуваат, затоа што всушност токму и за нив е, да кажам, целата битка па и за нас, за повозрастните, меѓутоа за младите луѓе кои што можеби би добиле прилика за школување, за надградба, но и за одлични вработувања кои што ќе им донесат и подобар живот. Македонија и Европската Унија, тема што никогаш не излегува од фокус, ги направи колегата Никола последните анализи од истражувањето дека се уште владее висок 62% поддршка на македонските граѓани за влез во европското семејство.